Нови детали и сведоштва за трагедијата во Кран Монтана. Локалот наречен барот на смртта имал повеќе од еден излез за евакуација, но жртвите биле во паника, но не можеле да ги најдат и се обиделе да излезат низ главниот влез, тврди првиот човек на швајцарскиот кантон Стефан Ганцер. Полицискиот комесар на кантонот Вале, Фредерик Гислер, соопшти дека од вкупно 119 повредени лица во пожарот во Кран Монтана, досега се идентификувани 113. Во однос на 119 повредени лица и врз основа на елементите што ги собравме, 113 се формално идентификувани. Од нив 71 се швајцарски државјани, 14 француски, 11 италијанци, 4 срби, 1 босанец, 1 белгиец, 1 од Луксембург, 1 пољак и 1 португалец. Во тек е и идентификацијата на 40 жртви. Тоа останува наш приоритет. Имаме потребни ресурси за ова и можеме да се потпреме на поддршката од бројни специјалисти од различни кантонални полициски сили во Швајцарија, на кои им се заблагодарувам. По пожарот во барот Le Constellation се огласи сопственикот Жак Морети. Тој во интервју изјавил дека заедно со неговата сопруга се чувствувале многу лошо и потврди дека соработува со истражителите. Морети потенцирал дека барот поминал 3 инспекции во последните 10 години и дека се било во согласност со прописите. Ќе направиме се што е во наша моќ да помогнеме да се расветли причината за пожарот. Правиме се што можеме. Вклучени се и нашите адвокати. Во меѓувреме швајцарските власти заедно со полицијата работат на откривање на причината што го предизвикало пожарот. Според првичните информации, тие се сомневаат дека пожарот е предизвикан од роденденски прскалки поставени на шишиња со шампањ. Во меѓувреме знамињата се на пола копје. Швајцарија прогласи денови на жалост, а претседателот на државата Ги Пармелен несреќата ја опиша како една од најтешките трагедии што некогаш и се случиле на земјата.